Pope takes a poop and the president too, and the fancy pants banker in his three-piece suit, the big fat general and all of his troops. The truth of the matter is everybody poops. Бил Гейтс, коефициент на интелигенция 160. Стив Джобс, коефициент на интелигенция 160. Елон Маск, коефициент на интелигенция 155. Алберт Айнштейн, коефициент на интелигенция 160. Талат Джафери от село Форино, коефициент на интелигенция 160. Тоа е таа алеја на гениалните. И сите сме ние злонамерни кога велиме Талат не заслужува да биде премиер. Замислете бе да имаше коефициент на интелигенција ко Никола Тесла со распон од 200 до 310. Па тогаш ќе не заколеше на спиење. Вака добро, има 160 и премиере на Севернава Козоебина. Супер! И го заслужува, и ја заслужува таа титула. А ќе ви кажам и зошто. И многу сум сериозен, не се заебавам. Новите информации до кои што дојдов велат дека овиот социјалдемократскиот сојуз често пати оделе кај негово кабинет, кај Талат во кабинет на консултации за некои нејасни прашања што им останале од основна и средна школа, например, уврска со физика, квантна физика, спинови на честици, принцип на неодреденост на Хајзенберг, Браунови движења, Планкова теорија и така натаму. Значи, често пати оделе кај него, ние обичните смртници тоа не го знаеме, и сите се фалат од него на каков пластичен начин знаел да ми ги објасни овие теории, овие лекции кои што не успеале да ги сватат, никога завршиле основно, никога не довршиле средно школа. Веќе е јавна тајна дека Таче најмногу бил воодушевен од енциклопедиското, научното, академското знаење на Талат Джафери. Често пати одел кај него во кабинет да му објасни некои лекции кои што не успел да ги свати кога бил на Харвард во пуста брезница. И, например, дознав дека се фалел како Талат Джафери на многу пластичен начин му е објаснил теоријата на релативитет на Алберт Айнштейн, со што покажал дека заслужува да го споредиме со него. Отишол Таче кај него во кабинет, му рекол: Тале, брате, некако завршив основна школа, едва и завршив средно, после се запишав на Харвард. Успев да го завршам, ама никогаш не успев да сватам теоријата на релативитетот. А да не правиме муабет за специјалната теорија, да зборам за општата, никогаш не успев да сватам. Можеш ли бе, брате Тале, да ми објасниш што уствари Айнштейн сакал да каже со тоа? И Талат му рекол: нема проблем, јас ќе ти кажам многу пластично, ќе ти објаснам. Ај се облечи ги гаките, абе се облечи ги гаките, ој ги се облекол. Ај се напупи се, ој се напупи. И Талат, кому го бапнал, и Таче му рекол: добре бе, шо има ова врска со теоријата на релативитет на Айнштейн? А Талат му рекол: па види, има голема врска, гледај сега. Ја имам курукас, ти имаш курукас. Исто е, али и не е исто. Гледате? Тале наш и Айнштейн се близнаци. Се надевам
Малку ви ги отворив чатајте и се тоа не се заебавајте повеќе со тале. Ја заслужува секоја титула и секое звање, секоја функција што е добил во оваа наша позаебина. Се гледаме. The Pope takes a poop and the President too, and the fancy pants banker in his three-piece suit, the big fat general and all of his troops. The truth of the matter is everybody poops. Драги мои пациенти, велам пациенти затоа што сите ние живееме во една голема лудница. Овде има многу луди, останатите мислат дека се нормални, иако се само непрегледани. Заинает на сите кои мислеа дека нема веќе да снимам, заинает на сите што ме колнеа, а им се врати, заинает на сите што не ми дава, а поштено им барав, заинает на несудените спонзори, заинает на судиите кои се корумпирани, джандарите кои се неспособни, заинает на глумците кои чутат и уметниците кои се дел од режимот, творат благодарение на режимот, заинает на непријателите кои ми се прават пријатели и пријателите кои делуваат како непријатели, заинает на сите и заинает на секого, еве ме пак со третата сезона на Прекутасевски шоу. Јас не сум пиреј, иако сум чист македонец. Јас не сум патриот, иако држам патриотски говори. Јас не сум професионалец, зашто немам хонорар. Јас не работам за партии, зашто не сум партиски. Јас сум Сашо Тасевски, а не партиски. А ова е Прекутасевски шоу и за жал не е веќе само шоу, туку е нешто многу посериозно. Почнуваме.